Јас сум Јана, во нормални околности сум Head of Partnerships на Brainster групација, меѓутоа денес ќе видам вашиот хост. Најпрво морам да ви признаам нешто, имам многу трема. Еднаш ми кажа дека ако јавно кажам дека имам трема дека ќе ја снема, така да еве пред вас јавно кажувам дека имам трема, меѓутоа што всушност значи трема, ова многу често го збориме со нашите студенти. Трема значи дека правиш нешто, презентираш нешто за кое што се грижиш. Трема значи дека правиш нешто што вреди. Овие продукти кои што ќе ги презентираме денес, овие AI продукти кои што ќе ги презентираме денес, дефинитивно вредат. Така да за почеток ќе ви дадам едно кратко интро и вовед во како ќе изгледа настанот. Овој настан ќе ни биде малку подолг од минатите. И тоа на почетокот ќе почнеме со една кратка презентација и говор од страна на нашиот основач и CEO Петар Ниновски на тема The Next Wave. Ќе продолжиме со панел дискусија на тема работните позиции во ерата на AI и импактот кој што AI ќе го донесе на компаниите и работната сила. По оваа панел дискусија ќе направиме кратка пауза од 15 минути и ќе ви оставиме да се подружите со нашите партнери Smidgen, кои што се напред. По паузата ќе продолжиме со презентација на Умниверзум. За ова ќе треба да се спремите. Овој продукт е веројатно продукт кој што ќе реши еден длабоко вкоренет проблем во образованието во Македонија. Овој продукт е комплетно креиран од страна на нашите студенти и од страна на нашите таленти од Brainster Next факултетот. И за крај, за прв пат ќе ви презентираме два нови продукти на кои што напорно работеше голем дел од нашиот тим во изминативе неколку месеци и на кои што впрочем ги одвоивме и најголемите ресурси во компанијата. Пред да го повикам Петар на сцена, сакам да вперам една голема благодарност до нашите партнери и поддржувачи на овој евент, а тоа се Шпаркасе банка. Ви се заблагодаруваме Шпаркасе што ги поддржувате овие настани кои што се од огромна важност за заедницата. Without further ado, ако се мислите што значи The Next Wave, го повикувам на сцена човекот кој што веројатно најдобро ќе ви го објасни. Петар, повели. Фала ти, Јана, многу фала ви на сите што дојдовте во толку голем број. Уште еднаш моето име е Петар Ниновски, за оние кои не се знаеме, јас сум многу среќен што имам шанса да работам со овој прекрасен тим на Brainster Next факултетот и ANU Академијата за средношколци. Кажете ми само кај е најдобро да се поставам, за таму ви пречам? Не ви пречам, така? Може да гледате. Океј, значи денеска мојата улога е да направам мало загревање пред да започнеме со панелот и пред да започнеме со презентацијата на Умниверзум, на кој сите сме особено горди, многу горди за тоа што од самиот почеток на градење на продуктот работеа наши студенти. Сега драго ми е дека ви има во толку голем број, меѓутоа морам да признам дека не сум изненаден многу, бидејќи во последнава година, особено во последните неколку месеци, сите стануваме свесни дека сме на почеток на еден голем иновацијски циклус, иновацијски бран. Така претпоставувам сите сме свесни, веќе не гледаме на вештачка интелигенција како нешто туѓо, како нешто страно, туку веќе сме свесни дека ја поминавме граница од тука натаму веќе нема враќање назад. И мојата улога е да поразговараме на кратко што е иновацијски циклус, да поразговараме кои се фазите на еден иновацијски циклус и од прилика да пробаме да направиме предвидување што би се случило понатаму во наредните 5 години. Претпоставувам ворете во оваа насока да се движиме. Значи во 2020 година во април напишав еден есеј на тема "Секи биде во ред, само различно" и мотивиран бев, најмногу напишав за да ги утешам и колегите и студентите, бидејќи таа беше таа чудната година на ковид, каде што бевме во паника и не знаевме во која насока ќе се движат работите. Пробав да им објаснам на луѓето, направив ретроспектива на други вакви циклуси кои се случувале во минатото, чисто да им укажам дека ќе биде во ред и пробав да направам некои предвидувања што ќе се случува во наредните години и најважно како да се подготвиме ние како индивидуи, како организација и како да ги подготвиме студентите за тоа што следи. Во април исто така во 2022 година напишав продолжение на овој есеј
со ист наслов, каде што пробав од друга страна сега да опишам што е тоа што не очекува во наредните години поради развојот на вештачката интелигенција. И тој текст беше од една страна, односно предвидувањето беа од една страна многу точни и многу погрешни, ќе ви кажам зашто, како едното и другото. Многу погрешни затоа што една година после тоа се случи ChatGPT 2023, ако се сеќавате. Нас не изгледа како да го користиме еден век, меѓутоа го користиме само 2 години. Што беше точно? Точно беше од прилика во која насока ќе се движат технологиите, кои ќе бидат работните позиции кои ќе се бараат, така натаму и така натаму. Многу погрешно беше во кој временски интервал ќе се случува тоа. Моето предвидување беше во наредните 5 до 10 години, а некои работи се случија година-две после тоа. Сега сме пак април 2025 година, па да пробаме да направиме некој краток осврт кои се мои очекувања, кои работи ќе се случат во наредните години. Нема да ви типувам од прилика во кое време, бидејќи работите многу побрзо се менуваат отколку што можеме ние да предвидиме. Сега има една книга, не знам дали ја читал некој од вас? Ако не гледам ни една скоро, рака една-две, окей, ви предлагам да ја прочитате. Прв пат ја прочитав во 2015, втор пат претходната година. Се вика Crossing the Chasm и вика она што го гледате помеѓу зеленото и плавото, тоа е таа фаза каде што еден инновацијски циклус од сон, од нешто дека може да се случи, од многу малце луѓе да го користат, го користи поголемиот дел од популацијата. Значи тоа е тој бран, ако го прескокнеме тој бран, се очекува дека технологијата ќе се користи. Има уште една книга, се вика The Fusion of Innovations, напишана е во 60 или 70 години, пред многу години, многу добра книга, која за прв пат го објаснува ова тука што оваа крива што ја гледате, оваа крива се вика Technology Adoption Cycle. Значи, уште еден keyword, што значи Technology Adoption Cycle? Тоа значи со каков интензитет и во какви фази луѓето ја прифаќаат одредена нова технологија. Океј? Значи се расфрламе малце со неколку нови keywords предпоставам, меѓутоа се многу важни бидејќи се наоѓаме буквално во еден таков иновацијски циклус и би требало да ги знаеме овие работи за да можеме да полесно да предвидиме што е тоа што ќе се случува понатаму. Сега зашто мислам дека се наоѓаме на таа граница помеѓу многу малце луѓе да го зборат и многу луѓе да го користат, затоа што ајде да го преведеме ова на наша да го локализираме малце, кога веќе во такси или на фризер почнуваат да зборат за вештачка интелигенција, верувајте дека вештачка интелигенција нема да престанеме да користиме. Сега ќе се навратам на оваа крива, пак Technology Adoption Cycle, односно кога се случува некоја голема иновација, како луѓето ја прифаќаат. Од ваша лева страна ќе видите innovators, таа мала група на луѓе, помеѓу 2 и 3% од луѓето кои за прв пат почнуваат да зборуваат за одредена технологија. Сме ги сретнале таквите луѓе, на почетокот не можеме да ги разбереме бидејќи они се живеат во некој нивни свет, меѓутоа се првите кои ја тестираат таа технологија. Меѓутоа веднаш после нив доаѓаат оние early adopters, односно луѓе кои веќе поголема група на луѓе или 10 до 15% од популацијата, каде што веќе во оваа фаза имате спаринг партнери, односно имате луѓе со кои можете да зборите на оваа тема. Ние во нашиот случај пред некое време си направивме една група која се вика AI Support Group, како Alcohol Support Group, каде што се гледаме неколку луѓе и споделуваме идеи, односно споделуваме размислување за да видиме како може да го искористиме ова поврзано со вештачка интелигенција, бидејќи свативме дека секој сам ако учи за вештачка интелигенција ќе заостане, бидејќи има толку многу работи кои се случуваат, па замисливме ако повеќе луѓе учат па споделуваме знаење дека ќе биде најдобро за нас. Така да тоа е делот на early adopters. Веднаш после нив се 2/3 од популацијата се early majority or late majority. Овие луѓе бараат потврда, бараат proof of concept дека нештото функционира за да почне да го користат. Така, бара да видат дека многу луѓе веќе го користат и бара да видат дека тоа истото може на еден или на друг начин да го монетизираат. После се оние легардс кои веќе почнува нов бран, технолошки бран, но овие уште не веруваат дека има компјутери. Не разбираат овие се тие луѓе и дека нема придобивки од користењето на компјутери. Сега
каде е можноста според мене? Каде има многу opportunities, каде има многу можности? Има многу можности според мене, доколку најрано што може почнуваме да се подготвуваме за промените кои следат. Не разбирате, доколку штом видиме дека нешто се задвижува, се придвижува во одредена насока, идеално е да почнеме да се подготвуваме за тоа што е новото, бидејќи ќе бидеме пред останатите, ќе имаме одредена предност пред останатите кога нели таа технологија почнува да се користи на долго и на широко. Овие се двете книги што ви ги спомнав, ќе ви испратам презентацијата, не мора да запишувате ништо. И сега ова беше првата моја задача, да ви објаснам дека каде сме во овој иновацијски циклус и кои се фазите кои можеме да ги очекуваме. Океј? Следното што ми е на агенда е да ви кажам дека се ќе биде во ред. Океј, значи како луѓе разбирам дека се чувствуваме, и јас сум на истото, се чувствуваме некомотно, се чувствуваме нелагодно, најмногу бидејќи не сакаме промени, луѓето како битија не сакаат промени. Најдобро се осеќаат ако денот утре им изгледа како денот вчера, така? Меѓутоа, ако се навратиме наназад на овие иновацијски циклуси кои се случувале низ историјата, ако тргнеме, не знам, од 845 година, доле на X оската ги гледате годините колку траеле тие иновацијски циклуси, ќе видите дека првото нешто што ќе го забележите дека во понова историја циклусите траат пократко и пократко, така? Што значи ова? Ова значи дека имаме многу малку време да се приклучиме на некаков тренд. Дека претходно ако еден циклус траел 50-60 години, сега циклус трае 5-10 години. Затоа можеме можноста да се приклучиме пред останатите ни е година-две од кога почнува да се развива одредена технологија, така? Значи тоа е првото што го гледате. Меѓутоа второто што е поважно за мене е да го гледате the quality of life. Како се менува, колку многу се подобрува квалитетот на живот после секоја ваква нова иновацијски циклус, односно секоја ваква нова дигитална, односно технолошка револуција. Така? Значи после секој нов иновацијски циклус животот станува подобар, подолго живееме, буквално во секоја смисла на зборот. Посрекни сме, поздрави сме и така натаму и така натаму. Така да ова е делот на ќе биде све во ред. Очекуваме, ако гледаме историски што се случувало, очекуваме и овој пат да биде све во ред. Сега ќе направиме зум ин на последните два вакви циклуси. Оној третиот за интернет веќе демоде да се зборува за тоа, нема да зборувам за тоа денеска, меѓутоа ако се навратиме на последните два, последниот пред AI трансформацијата, дигитална трансформација, претпоставувам се утепавте слушање последниве 15 години, дигитална трансформација ова, дигитална трансформација она, така често го слушаме овој keyword и овој се случува поради неколку појави. 2007 година се појавува мобайл, веднаш после тоа почнува клауд многу да се користи и компаниите почнуваат да користат различни алатки со цел да дигитализираат одредени процеси или втората фаза после тоа е да прават нови бизнис модели и така нови можности, нови производи, нови услуги. Така? Сега, поради ова, се појавуваат компании, како IT компании, тек компании и SaaS компании. Претпоставувам, поголемиот дел од луѓето знаат што се SaaS компании. Значи, ако IT компании прават кастомизиран софтвер за една компанија, SaaS продуктите се еден продукт за многу компании кај што ние плаќаме одреден subscription, така? Сега, поради оваа појава почнува да се јавува многу голем јас помеѓу понуда и побарувачка на кадри, особено новие кадри што се набројани како програмери, маркетери, софтвер тестери, графички дизајнери, продукт дизајнери, UX дизајнери, data scientists, project managers и така натаму и почнува тој јас, ако се сеќавате луѓето кои работат подолго во IT, се сеќавате 2012-2013 година, само што почна да се појавува ова јас и тој wave ние го забележавме како Brainster и тој бран почнавме да го јаваме и тој бран не донесе до тука. Меѓутоа, сега сме 2025 година и почнува да се појавува нов иновацијски циклус, најмногу поради развојот на вештачка интелигенција и затоа ние како организација гледаме дека имаме многу важна улога во наредните 5 до 10 години
најмногу во наредните 5 години наше очекување е дека освен алатки продукти што ќе градиме кои може да помогнат на да имаат некаква општествена одговорност, една таква ќе ви презентираме денеска, наша исто така многу важна улога да ја истренираме, да обучиме следната армија на AI експерти, односно идејата ни е да обучиме 10.000 луѓе во наредните 5 години. Како некои нови професии ќе се појават AI имплементатори, AI консултанти, веќе почнуваат да се појавуваат на огласи. Од друга страна, оние работни позиции кои стигнале претходно како програмери, маркетери, дизајнери, ќе им додадеме AI, тоа ќе им додадеме многу сериозно користење на вештачка интелигенција и нешто што го забележуваме, што не го направивме за жал претходниот пат, не го направивме во 2015 година, не направивме активности за да потекнеме луѓе да стануваат предприемачи. Ние ги обучувавме за во индустрија, што според мене е многу важно, меѓутоа овој пат ќе работиме и на тоа да обучуваме луѓе кои ќе ги правиме AI entrepreneurs или AI solo builders, луѓе кои прават алатки и кои имаат за цел да ги продаваат понатаму, да ги продаваат на интернет и последното наше го гледате Advanced Manufacturing Robotics, се уште не сме таму, неколку години ни треба за да стигнеме, за да почнеме многу вакви таленти да се бараат и се уште немаме формула дека можеме да го направиме во една годишна програма, меѓутоа уште сега размислуваме да го направиме како програма на факултетот. Многу накратко кои се иницијативите кои ги правиме. Пред 2 години во нашите цели стратешки влезе огромен пул на AI продукти, неколку не ни успеа. Првиот што покажува многу добри резултати е Универзум, ќе ви го презентираат после тоа нашата колешка студентка Ангела и нашата колешка Мија, тука се негде. Исто така тоа што направивме интегриравме AI во сите програми и на Брейнстер и на Next факултетот и нешто што беше многу важно и многу време го размислувавме е да вратиме, да почне AI да се користи уште во средно училиште и за тоа го лансиравме ENU коледжот односно ENU академиите за средношколци, на наша огромна задоволство ваквите програми освен во Македонија од септември, октомври ќе почнат да се нудат и во Словенија и во Хрватска, така да ќе почнеме да извезуваме во Европска унија знаење, што сум многу задоволен, многу среќен и на мојот тим и на тоа што правиме во моментов. Имаме еден продукт кој се уште не покажува знаци на живот, меѓутоа многу инвестираме. За сега ни е codename 7D, односно правиме продукт кој идејата ни е ако успееме да го лансираме во септември само за нашите студенти, значи продукт кој ќе прави perfect match за работни позиции, а после тоа да го отвориме до крај на година, се уште го немаме решено технички дел, меѓутоа работиме на него. Така да за крај да завршам пред да дојдат колегите мои на панелот. Ова од прилика Human plus AI може да се претвори во Superhuman, така да би сакал сите да ве охрабрам да посветите многу, барам дел од вашето време сега, идеално поголем дел од вашето време да го посветите на изучување на вештачка интелигенција, бидејќи работите во иднина ќе изгледаат многу поинаку од како изгледаат сега. Така да, ви благодарам многу. Ти благодарам, Петар. Верувам дека во публика ви се појавија доста прашања, меѓутоа не ги заборавајте. Памтете ги, бидејќи Петар и сите останати ќе бидеме тука на неформалната дружба после завршување на овој евент во Бистро Комедија. Така да од тука сакам да го најавам панелот кој е составен од неколку од моите омилени колеги, партнери и професори. Официјално сакам да го отворам панелот насловен Работните позиции во ерата на AI. Петар ќе биде модератор на оваа панел дискусија. На сцената би сакала да ги поканам Ивица Пешовски, нашиот драг колега и омилен професор на студентите на Brainstar Next. Ања Макеска, CMO на Brainstar и главен виновник за креативата позади настаните од креативност до кариера. Професорот Владимир Трајковиќ, професор и долгогодишен ментор на стартапи и млади иноватори. Професора, повелете. Игор Трајковски, основач на TimeMK. И Огнен Огненовски, основач и CEO на бизнес мрежа.
Добро вечер. Уште еднаш ќе имате микрофон, а мислам дека имате два. Ете го едниот таму, ќе си го подавате. Океј, значи, како планирам да го направам овој панел? Го правам од себични причини, морам да бидам искрен, сакам да научам од овие луѓе. И прво ќе ги представам луѓето, па после ќе направиме краток квиз со кревање на раце да видиме колку се согласувате со неколку прашања и вие може да гласате, океј? Океј, денеска со нас го имаме Ивица, ќе ги представам како ми се мислам ќе почнем од човекот што е најблиско до мене. Ивица пред неколку години, пред повеќе години му дадов еден непристоен предлог, му кажав да дојде да напушти работа и да дојде кај нас во организација и многу сум среќен дека го направи тоа. Многу ни помогна. Буквално ми е спаринг партнер кога станува збор за иновации. Сите иновативни продукти кои ги имаме лансирано во Brainster се негова дело и дело на неговиот тим. Исто така и нели професор на факултетот. Со Огнен исто така се имаме запознаено пред, мислам дека 2015-2016 година. Вие мислам дека отваравте тука негде тоа време. Имаме доста соработки во меѓувреме и многу сум среќен дека можам, кога имам дали бизнис предизвици, да го побарам Огнен и да седнеме на едно кафе, ручек и да поразговараме за бизнис. Меѓутоа он е многу значаен партнер на нашата организација, вработува наши студенти, работиме на негови проекти и така натаму. Го имаме Владимир Трајковиќ кој го запознав во 2015 година, тоаш само што почнував со бизнис, инаку доаѓам од една многу поинаква средина, од еден корпоративен свет. Со организацијата во која работев имаше над 100.000 вработени, замислете колку гломазна, голема средина, не толку подвижна, адаптабилна средина и ги запознав овие луѓе како Владимир Трајковиќ, од кој многу учев низ годините. Владимир е во светот на иновации, на стартапи уште многу одамна, многу пред нас. Игор Трајковски е исто така ми е многу драго дека имам шанси да работам со овој човек тука моментално за оној 7D проект што го видовте, ние адвајзори, ни помага да ги решаваме тешките технолошки предизвици, е собственик на еден култен бизнис, TimeMK, во претходниот живот и професор, така да многу можеме да научиме од овој човек тука. Имаме Ања Макеска, која е многу значаен дел од нашата организација, од Brainster, се грижи за многу важна улога во моментов, односно да се искомуницираат сите овие промени што следат и што не очекуваат на начин кој ќе биде прифатен од заедницата. Од друга страна, Ања заедно со Јана и со Диди, не знам дали ја видов тука, се оние кои се грижат и за овие настани што ги гледате. Така да ќе почнеме први со еден квиз. Прво добре дојдовте, фала што прифативте поканата. Ќе почнеме со еден квиз. Кревајте се рака ако се согласувате, не кревајте ако не се согласувате. За 15 години од сега основна алатка за продуктивност на луѓето ќе станат роботи, како сега што се телефони. За 15 години од сега. Се согласувате или не? Тоа значи ќе има 1 милиарда роботи. Колку што има мобилни телефони или може повише? Да, повише 7 милиарди можеби. Значи ќе има 7 милиарди роботи. Тоа значи ќе имаме по едно роботче со кое ќе се дружиме. Океј, 50 бевме, да знаете. За 15 години од сега ќе го имаме првиот AI scientist кој ќе добие Нобелова награда. Океј. Супер. За 10 години сега скоро 100%, за 10 години од сега, скоро 100% од возилата во светот ќе бидат заменети со нови автономни возила кои нема да можеме да ги управуваме. Ја за ова многу или во поголемите градови, да речеме. Океј. За 5 години од сега ќе имаме 1000 AI експерти во Македонија, 1000 луѓе кои ќе 10.000 луѓе кои ќе користат вештачка интелигенција и ќе работат во делот на вештачка интелигенција. Сите се согласивме. Супер. Океј, може да почнеме. Ќе почнеме од Владимир Трајковиќ. Владимир, вие сте
долго време на сцената, ве знам како ментор на стартапи, меѓутоа започнува вашата авантура со стартапи и години наназад. Некако бевте дури и поврзани со Сивус, ако грешам, поправете ме. Така да, може ли да ни раскажеш, Владимир, што се случуваше изминативе години пред ние да се појавиме на сцена? Што се случуваше изминативе 10 години? Зошто нема повеќе стартапи во Македонија и што можеме да очекуваме во наредните 5 години? Па, прво благодарам за поканата, интересни прашања за квизот. Не се сложив со првите прашања, затоа што мислам дека времето гутнем, мислам дека побрзо ќе се случи тоа, нема да треба баш 15 години да чекаме. Сега јас сум еден од основачите на Сивус, ако е тоа битно, тоест бев. Сега, што се случува, што се случуваше, што се случува сега, тоа исто така, нели, може многу долго да збориме, ќе пробам да бидам ефикасен во интерес на времето. Пред скоро 30 на години, може би повише, во Македонија постоја квалитетни инженери, но кои што нема баш многу пристап до она што се случува во надворешниот свет. И потоа се појавија први аутсорсинг компании кои што обезбедија некаков трансфер на знаење. Како се работи со поискусни колеги, како се комуницира како се прават продукти кои што не се наменети за некој локален пазар. Потоа тоа знаење колека растеше, се развиваше, се појавија се повеќе такви аутсорсинг компании. Јас пред се зборувам за IT индустријата, пошто за тоа имам најмногу искуство. И она што се случи е дека се креираше знаење кое што може инцидентно да креира и продукти кои што може да бидат прифатени на глобалниот пазар. Проблем е што нема многу такви продукти. И она што сега недостасува е потик, како што и ти самиот примети, потик кај младите луѓе да се охрабрат и да работат што е можно повеќе на продукти кои што не се наменети се пред се за локалниот пазар или за локалниот регион, иако тоа, да се разбереме, не е ништо лошо, но да се охрабриме да работиме на продукти, пошто веќе знаењето го имаме, постои тука, се таложело со години, да видиме дали можеме да бидеме добри и во некакви светски рамки. Регионот тоа го покажува, во секој од соседниве земји има барем по еден, ако не и повеќе такви продукти кои што веќе функционираат. Сега, кој е проблемот со кој што ние се соочуваме? Прво, малку сме по број. Не се сложив со едно од прашањата дека ќе има 10.000 AI експерти. Јас не сум сигурен дека ќе има 10.000 средношколци во една генерација. Потоа, ако ја гледаш оваа графиконот кој што ти го покажа колку има рани адаптери и така натаму, колку период е потребен за нешто такво, и второ, колку има луѓе кои што веруваат дека знаат, ама во пракса не го покажуваат тоа знаење. Мислам дека поради големината на пазарот, и затоа ги охрабрувам луѓето да не мислат само локално, регионално, туку глобално, дека тешко ќе дојдеме до таков број. Значи, првиот макан е тоа, дека сме релативно мал пазар и дека поради тоа мораме да градиме мостови, мораме да видиме како можеме да настапиме прво со нашите комши, потоа со други универзитети, со други компании, да видиме дали може да најдеме некаков заеднички интерес. Оно што се случува во последниве години е, нели, се појавуваат алатки, разноразни копилоти кои што треба да ве направат поефикасни и може да ве направат поефикасни, но ако знаете како ги користите. Постои и голема опасност дека ако премногу им се опуштите, не само што нема да бидете вешти во нивното користење, туку најверојатно ќе го изгубите она малку критичко размислување што некако со годините сте го развиле. Значи, треба да внимаваме дека алатките се тука, дека можеби ќе бидат и повише од обични алатки, ама дека тие треба да се користат така што
ќе ви помогнат и ќе ве охрабрат уште повеќе критички да размислувате. Ако сакаме преведено, можеби ќе се навратиме на ова прашање, преведено во скилсет, во знаење кој што некој за млад човек треба да ги има, па се треба да има повеќе знаења, ако сака добро и ефикасно да ги користи, отколку што требало да има пред 5 години. Барем тоа е мојот став. Значи, ни треба повеќе знаење за да тие навистина ни помогнат. Инаку, не знам, јас работам се уште доста со индустрија, еве, оно што се случува последниве месеци е дека масовно се отпуштаат инженери кои што до пред 10 години можело да се кријат со своето знаење, ради тоа што, не знам, креирале код и тие биле многу рани адаптери под наводници на вештачката интелигенција. И зошто ги отпуштаат? Па затоа што креирале код кој што апсолутно не е потребен. И сега овие другиве инженери имаат мака да го најдат кодот за да го отстранат, и баш ме се фалеше пред некој ден еден колега, па отстранив 300 линии код и ништо не се смени во функционалноста на програмата. Тоа, не знам сега колку сте вешти за кодирање, ама 300 линии код во еден систем, па би требало нешто да може да прави. И сега тој скилсет е, значи, тој критичкото знаење, како навистина се користи за да ти дадат ветар во грб, е битна работа. Да, тука би прекинал професор, би му се обратил на Игор Трајковски, баш да направиме една паралела помеѓу овие две работи. Игор, знам дека работиш ти на многу дип во оваа технологија и на LLMs, работеше на една компанија која ја шпиониравме, германска компанија Honeypot на времето, бидејќи развивавме таков продукт, меѓутоа не ни успеа. Имаш работено на претренинг, имаш на тюнинг, на reinforced learning од почеток до крај. Сега ќе се појавуваат според мене луѓе кои нели ќе треба да имаат дип познавање во овие технологии, како вас, како тебе, и ќе има луѓе кои ќе можат да користат готови AI алатки, AI модули и да автоматизираат процеси, да ги користат за некакви јас влагам во таа категорија, претпоставувам. Игор, кажи ми овие две, според тебе, каков ќе биде процентот на луѓе кои ќе влезат дип во оваа технологија, и дали ќе има предност или предноста на овие луѓе што имаат длабоко познавање, полека ќе се намалува заради тоа што станува оваа технологија многу едноставна за користење или демократизирана, да ја наречам. Исто ја се заблагодарам за поканата. Една можност да споделиме некои мисли заедно. Потреба ќе има од двете, да речеме, пристапи, луѓе што ќе имплементираат ствари, да речеме, директно во да се употребуваат тие нови тулови, да се автоматизираат процеси, но ќе требаат и луѓе што ќе ги развиваат тие ствари. Но моја проценка се дека овие што ќе применуваат ќе бидат повеќе. Секако. И од самата природа, поише ќе има апликација, секаде не може да доминира бројот на луѓе што прави ресерч, овие што го применуваат, природно е тоа. Сега, зашто се потребни, да речеме, и како е, например, тоа шанса да го искористиме овој момент сега што се случува, што е посебен, што убаво баш го кажете и на почеток во кој дел на нормална дистрибуција сме. Значи, моментално се наоѓаме во процесот, можеби во зенитот на децентрализација на оваа технологија. Што подразбира по тоа? Таа децентрализација на нова технологија се случила многу пати више во историјата. На почеток, да речеме, електрични мотори кои измислиле, тоа било скапа инвестиција и требало многу експерти да го оперираат нештото и било многу скапо. И многу мал број на бизнеси можеле да го користат. И сега тоа како почнало да се децентрализира е да од еден електричен мотор со некакви кабли на него закачувале, па можеле поише уреди да стават и поише луѓе да работат, а сепак да имаш уште еден електричен мотор. Но да направата оваква примена и револуција, и иновации, и пристапност кон технологијата дошло кога може да се направат мали електрични мотори и ќе можеме да ги ставиме на секое место кај што ќе ни текне. Например, денеска, ако седнеш малце да размислиш, може би имаш над 100 мали електрични мотори во едно домаќинство за што се користат за све и свашта. Втор пат истото се случило и со појавата на компјутерите. На почеток било тоа
скапа инвестиција, еден компјутер имаш у една држава, може само владата да го купи, или некој универзитет, да речеме, или некоја екстремно голема компанија. И почнало тоа да се дистрибуира користењето со терминали, да речеме, сите се закачуваат со терминали, но сепак компјутерот е еден. И повторно се случува тука да имаш правата револуција за користење на компјутери стигнало кога се децентрализира главното место, односно кога се појавуваат персонални компјутери у 75-та со Apple и понатаму. И после да речеме со embedded уреди, ембедирање на процесорите. И тука имаш намалување на цена на користење, поголема пристапност, експлозија на иновации, на разноразни апликации на нештата. Сега мислам дека истото се случува сега и со овие LLM-ови, со системите. На почеток, да речеме, доста централизирано беше, да речеме, појавата од OpenAI као главен столб. Овие, да речеме, иако има, доста беа близко во развој и други компании, но им беше страф да ги пуштат толку рано, но после, кога се отвори браната, сите почнаа да ги пуштаат, но сепак е тоа мал број на центри кои што можат да направат некаков LLM што практично асистент може да работи онака. И сега иде процес на децентрализација, значи на правење на се поголем број на open source модели, да речеме најголем представник тука е Facebook со нивните LLM модели од европските, да речеме Mistral се еве и од Кина се појавува DeepSeek кој што го отвори целиот модел. И сега баш сме во тој момент онака на можност на екстремно експериментирање и барање на нови апликации. И да речеме, што е отворен моделот и плюс се прави даунскалирање да може да работи на Edge уреди, на телефони или други на обични PC-а. И сега таа адаптација на тие големи модели за да можат да работат на мали модели бара познавање на архитектурата на нештата, значи како се учат, како се фајн-тюнираат, колку време, има многу места на кои што може да избега процесот, едноставно да не работи нештото и да се утепеш од работа, да се измочиш и да речеме тука ќе бидат потребни тие луѓе што подлабоко ги познавуваат. Значи на адаптација на оваа технологија што работи во да речеме во големи системи, да прилагодиме, да работи на помали уреди или во специализирани домеини, значи да може да се тюнира тој систем да работи подобро од овој централниот систем, но само на одреден домеин, например за право или за биологија или за мода или како и да е, онака. Затоа мислам дека е потребно и ова е правиот момент каде што имаме можност да се вклучиме во таа иновација. Но се согласувам со сите работи што ги кажа тука. Една работа што е интересна, што ја можеби испушти во излагањето е ова што го кажува Игор, децентрализација. Претходно од иновација до широка потрошувачка поминале 15-20 години, кога на MIT имале еден компјутер и 15 години развивале технологија и иновации на еден компјутер. Сега од првиот модел до да можеме да правиме различни работи една година помина, 2 години помина. Така да тоа е многу интересно. Тоа значи дека треба да се јавнеме и да почнеме да пробуваме работи. И друга работа што ја каже Игор интересна е што ние на наша кожа ја видовме, да речеме да направиш модел како универзум, што ќе биде со точност од 80%, ќе го направиш, тоест алатка како универзум што ќе биде со точност од 80%, можеш да направиш за еден месец да извадиш. За да направиш до 95% треба многу месеци работа и многу длабоко познавање на работите. Тоа е нешто што го забележавме. Меѓутоа, за некои работи 80% е good enough, така да ве охрабрувам да почнете да експериментирате. Фала ти, Игор. Огнен, се наоѓаш во уникатна ситуација да нели го поседуваш таргет груп, може на луѓето да објасниш на кратко што е таргет груп, меѓутоа имаш податоци од многу компании и имаш пристап до ги гледаш компаниите како ги користат податоците, имаш мислам дека уникатна позиција да
преку често идеш у Словенија, колку што знам, работиш со компании, можеби надвор од држава. Кажи ми, колку во Македонија компаниите користат податоци за носење на одлуки, за носење на стратешки одлуки и ако може да направиш некоја споредба помеѓу компаниите кај нас и надвор и можеби некоја препорака што можеме да направиме за да ги поттикнеме компаниите повеќе да користат. Здраво на сите, ти благодарам за најавата и почетните уводни зборови кои што наистина инспиративни дружења имаме во слободно време. Накратко, Таргет Груп како бонитетна агенција чисто да се запознате во сферата на дата индустријата, односно поседуваме голем сет на дата податоци за сите правни лица од регионов Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора. Оно што го работиме во суштина собирање, обработка и анализа на тие податоци со цел нашите клиенти, односно компаниите да носат по информирани, по цврсти одлуки. Би сакал, Петар, да направам една паралела за да се разбереме убаво во кое време доаѓаме, а тука ми се двајца професори, па не знам дали ќе се сложат со мене. Во суштина, пред само 140 години отприлика измислен првиот автомобил од Бенц, кој што вози на бензински мотор. Тоа се само 3-4 генерации од пред нас. Во тоа време таа иновација била прифатена многу на нож. Немало инфраструктура, немало патишта, немало бензински станици, бензин дури се продавал во аптека, бидејќи се користел за ништо друго освен за некакви грејења и осветлувања. Во суштина паралелата ја правам бидејќи тој мотор е денешното AI, поратоците се горивото на тоа е да функционира и да работи како што треба. Се надевам дека таа паралела ќе ја искористиме сега да сватиме дека навистина све е во ред, она што го најави на почеток. Бидејќи навистина мислам дека се движиме во правилна насока, а на твоето прашање конкретно да одговорам дали ги користиме податоците. Не би рекол, прво компаниите во Македонија имаат податоци, имаат пристап до податоци, а дали ги користат на правилен начин, би рекол не се уште така како што треба, бидејќи немаат податочна култура. Што значи податочна култура? Најчесто податоците ги користат за фактички информации за минатото. Значи да видат како завршило одредена година нивното работење во тековната година или минатата година, да споредат одредена компарација да направат како перформира со конкуренти и слично, а не се воопшто фокусирани на предиктивната анализа, она што ние сега сакаме да го иницираме повеќе со вметнување на AI технологија во самата платформа, бидејќи предикцијата е она која што ти дава фокус и насока каде што треба да се движи одредена компанија. Направивме неколку продукти од типот на probability of default, тоа значи колкава е веројатноста одредена компанија да влезе во стечај. За да го направиш ти тој продукт, тебе ти требаат историски податоци за 15 години. А ние до вчера тие податоци ги чувавме во фиока без оваа нова технологија. Така да технологијава ни отвара можности не само на нас, него и на сите компании. Секоја компанија има еден куп, ќе речам, информации кои што и податоци кои што ги чуваат во нивното работење во некакви дата центри, USB или било што. Би сакал да дадам фокус на тоа дека потребна е обука, потребна е образование на секој поединец, не само на менаџерите, туку и на сите оперативци, не за тоа да изучуваат програмирање, туку да изучуваат аналитика. Потребна е тоа знаење кај секој поединец за да ги разбира информациите, за да разбира што значат нив, што значат они, за да можат да имаат двоглед нели во иднината. Бидејќи тоа е најважното нешто. Ние статистички знаеме со голема веројатност што ќе ни се случи ако имаме историјат од 15-20 години, знаеме што ни се случува. Во поразвиените земји на запад ќе речат, а веќе и на исток, бидејќи истокот се развива многу побрзо од оваа сфера дури од западот, многу повеќе ги користат предиктивните анализи за разлика од нас, но јас сум убеден дека ова ќе се смени во блиска иднина. Зошто? Заради тоа што не се работи за технолошки проблем. Технологијата ни е тука, се работи за лидерски вештини.
имаме страв од непознато, имаме највеќе страв од непознато и тука ќе се задржам, бидејќи стравот не чува да иновираме. Што ми имаме страв, немаме иновација, така да би ги охрабрил сите да ги прифатат сите иновации, да го делегираат тоа надоле низ нивната корпорација за да имаат резултат. Накратко. Фала ти, Огнен. Сега спомна технолошко ограничување, дека не имаме технолошко ограничување за одредени работи. Игор, дали прочита дека лама моделот може да се ранува на 98-ица Windows, компјутер произведен во 98 година, пред некој ден го прочитав на еден текст фасцинант. Замисли за компјутер технологија 98 година да можеш да зборуваш со компјутер. Која лама има поише? Не знам сега која лама. Мислам дека некоја основна лама верзија, меѓутоа оние основни функционалности на еден ваков можеш ти да направиш и во саат да се екзекутира, ама какви перформанси ќе има? Не, прилично лоши перформанси. Мојот ми беше дека сме можеле, не сме биле технолошки ограничени да можеме вакво нешто да развиеме многу порано, да речеме 20-30 години порано. Не во ваков скел, меѓутоа ако сме почнале со иновации предходно, предпоставувам во делот на AI и хардверот ќе дошол многу брзо после тоа. Има такви интересни споредби за неколку, да речеме, домени, каде што се споредува прогресот што се прави на софтверско, алгоритмско ниво со, да речеме, со хардверот. Во смисол, најчесто споменувано е за шах. Например, дали алгоритмиве денешни, ако ги извршуваш на хардвер од 70-та година, ќе го тепа, тој што е со алгоритам од 70-та година што се извршува на денешен Pentium или што и да е тоа. И победува овие софтверот има поголем допринос од хардверот. Многу интересно според. Ако му даеме одредено време или нешто такво. Мислам, поголеми придобивки можеш да добиеш од такви некои нови breakthrough што ти ги направиш. Интересно, малку избегавме од агендата. Ања, значи свесни сме дека во маркетингот се менува многу во последниве години, од незнамата автоматизација, поради развојот на вештачка интелигенција имаме можност за попрецизно таргетирање, имаме можност за персонализирани кампањи, нешто што од кое сум многу изненаден, имаме можност за нешто што се навикува да речеме динамички веб страни, можеш да ги менуваш on the go, да речеме live. Кажи ми, како тие влијаат врз вештините? Значи, кои вештини се сега потребни кај маркетерите поради сите овие промени кои ни се случуваат поради развојот на вештачката интелигенција? Здраво. Најпрво би сакала да се заблагодарам на поканата да бидам од оваа страна, да бидам панелист. Исто така би сакала да се извинам на моите колеги панелисти, Петар и на цела публика, бидејќи сум со црни наочари, не е дел од мојот имидж. Имам проблем со очите, така што нема да ве гледам сите во очи, меѓутоа сакав да дојдам и да поразговарам на оваа стварно важна тема. Да, одговор на твоето прашање, вистина е дека AI донесе големи промени во маркетингот, особено она што го спомна како прва промена, можеме многу попрецизно да таргетираме, со тоа што може да го следиме многу попрецизно однесувањето на корисникот, само да го наместам микрофонот, да го следиме однесувањето на корисникот, можеме да имаме доста поефикасно таргетирање за разлика од традиционалните кампањи. Понатаму исто втората поента која што ја кажа за динамична персонализација, значи од имејлс до реклами до содржина на веб сајтови, значи може во реал тајм да се менува и да се персонализира содржината во зависност од податоците кои што ги имаме. Трета работа која што ја спомна исто и ти, меѓутоа мислам дека е многу важна, е автоматизацијата. Значи, ние веќе исто кај нас во Brainster, во маркетинг делот, имаме автоматизирано голем број од репетитивните таскови, A/B тестинг, не знам, некој вид на контент, креирање на понуди, така што голем дел од овие
таскови можат да бидат доста олеснети и автоматизирани и со оглед на сите овие промени, веројатно е дека и вештините кои што ги поседува еден маркетер би требало да доживеат некаква промена. Пред се би рекла, не знам, аналитика, како што спомна и Огнен, дека ќе треба да учиме некои основи на анализа на податоци, секако AI, користење на AI алатки. Би спомнала UX, мислам дека е многу важно за еден маркетер да го разбере однесувањето на корисниците, така што бихевиорална психологија тука се надоврзува нели на UX. Што друго да размислам една секунда, не знам, веројатно невромаркетинг исто така би го спомнала како нешто многу важно. Така што не мислам дека оние стандардните вештини кои што ги има еден маркетер, креативно размислување, не знам, добри презентацијски вештини, комуникација, емпатија, нели често зборуваме дека маркетерите треба да се емпатични, да ја разберат публиката. Не мислам дека тие ќе бидат излишни понатаму. Мислам дека се дел од една палета на сите професионалци би требале да ја поседуваат, така што повеќе би ги ставила во некои soft skills, кои што треба moving forward секој професионалец да ги има. Меѓутоа, мислам дека повеќе маркетерите ќе треба да се насочат на технолошка писменост и да учат аналитика, така што, да, тоа е. Значи не се олесни со ја работата на маркетинг, малце се отежни, бидејќи сега треба повеќе шапки да носиме као маркетери. Ивица, професоре, како очекувате вештачката интелигенција да го трансформира образованието и начинот на кој ние ги обучуваме идните софтверски инженери? Да речеме, некоја перспектива во наредните 5 години, да не идеме многу далеко, и кои се новите можности кои би се отвориле не само на студентите, туку и на професорите? Може ли малце накратко за тоа да поразговараме? Може, здраво на сите. Мора да поправам Петар само за една работа. Знам дека некој што да го слушнеш, ама на почеток каже дека ми даде непристоен предлог. Предлог беше многу пристоен што доби во ТВ во 2020 година, се снимала, затоа сега не го кажам. Кога се приклучи во брейнстрим, ми е драго што го направив тоа, затоа што стварно гледам дека менуваме работи оде и сме, ќе ви кажем сега зошто мислам дека сме добро позиционирани да помогнеме на државата и да помогнеме на континентот, ако се осмелам да размислувам малку пошироко. Прашањето што ми го постави образование во наредни 5 години. Минатава недела имав излагање на оваа тема на интернационална AI конференција, 40 минути, сега според насоките што ги добив треба за 4-5 минути да завршам, така што ќе ги дадам хайлайтс од тоа предавање. Спомна и Ања дека сега се менува стварите, као имаме веб-сајтови динамички, сега збориме за софтверско инженерство, ќе зборам сега за веб-сајтови примерно. Имаме динамички веб-сајтови што се прилагодуваат на искуството на корисникот во реал тајм, као што го скрола, тоа се менува надоле контентот, као што иде за да добие многу подобар персонализација, персонализација нели на искуството. И сега од друга страна имаме ситуација во која што секое интелигентно живо битие на планетата, ја гарантирам за ова, дури и полуинтелигентно живо, не може мора да е интелигентно живо битие, со $20 месечна претплата може да направи веб-сајт за 15 минути, што ќе го служи година fair enough, што ќе може години и години да си тера некој бизнис, нешто што на времето пред 10 години кошташе сериозно, требаше да се вработи програмер, требаше тимови од програмери за да се направи некоја веб страна, па што ќе се конектира со некои сервиси надворешни, па ќе прават тие нешто, некои бази ќе се организираат што и да е. Сега го имаме тоа буквално за $20 месечно може некој да го направи. Сега тоа за нас ни кажува дека ние мора да го смениме пристапот кон образование. Една од работите која што ги презентирав и која што многу клика со луѓето заради тоа и сакам да ја споделам до сега како се евалуираше успехот на студентите беше окей, студентите идат на настава, слушаат нешто, ако запамтат нешто тоа што го слушале на час, ако запамтат некој факт, не знам, кога била Втора светска војна или што се веб страни или што и да е, они добиваат честка. На факултет ако сме добиваат двојка, некоја прелазна оценка добиваат за тоа.
За повисока оценка, они треба да научат други работи, треба да научат тоа знање, да го применат, да го анализираат, да го евалуираат, што ако не завршила сега за факт збор на Втора светска војна, што ако не завршила 45-та година, што ако почнала порано, што ако тој се приклучил, овој се приклучил, ако тоа знаат да го резонираат, да го евалуираат, да анализираат тука, тоа е веќе повисока оценка, 7-ка, 8-ка, 9-ка или 4-ка, тројка, четврка, ако збориме за средно образование, и највисокото зашто до сега се наградува студентите беше креирање. Ако знаат со тоа знаење, со тие запамтени факти, ако знаат нешто да направат, супер, вие сте одлични студенти, вие сте 10-ка, вие сте 5-ка. Денес не е така. Денес не е така, денес е обратно. Денес секој може да креира. Секој еден може овде со 20, 30, 50 долари месечно да креира нешто, да креира нови истории, да напише нова книга, да направи нов софтвер. Секој може да направи тоа и нема поинта сега ние на луѓето да им даваме да ги величаме и да им даваме највисоки оценки, највисоки пофалби само затоа што креирале нешто. И сега тука јас ставам мојата кладба за наредните 5 години ако сакате. Како треба да се среди, како треба да се како треба да се смени образованието, а тоа е да го смениме тоа. И ова што го кажав беше Блумова таксономија. Блум е едукатор и научник што живеел минатиот век, 99-та им умрено. Сега нешто што на што пак ја ги ставам моите пари е обратна Блумова таксономија, особено во некои сфери како софтверско инженерство, кај што луѓето не се наградуваат затоа што ќе креираат нешто. Туку за нив е основно нешто на факултет кога ќе дојдат, во школа кога ќе дојдат, они за да креираат веб страна, за да креираат некој софтвер, за да напишат есеј некаков на некоја тема, они имаат двојка или имаат шестка, ептен прелазна оценка. За они да добијат 10-ка, за они да добијат 5-ка, за да бидат одлични студенти, они мора да се вратат сега обратно наназад, првим да го евалуираат тоа што се креирало, да анализираат чека сега ова вештачка интелигенција што ми креираше мене, да го разберат тоа и на крај да го запамтат. Ако од студент може да креира, не знам само за овој дел не сум сигурен се уште, ако студент може да креира, да напише есеј или да креира веб страна или да креира веб сервис без користење на вештачка интелигенција, тоа е the ultimate goal. Тоа е 10-ка, тоа е 5-ка во средно образование и тоа е една од методологиите што уствари ги практикуваме, ги почнавме од оваа година на НУ коледжот. Јас таму предавав 2 модули, првите 2 модули ги пробував и едниот од експериментите што го направивме со дечките што запишани и помина многу добро е на првиот час кога дојдоа, не смеја да се излезат, мораше на првиот час кога дојдоа, во тие 2 сати они да ја креираат нивната прва веб страна и да ја објават. Не само да ја креираат, туку да ја објават да ја споделат со нивните насоката беше првин родители и другари и после наредните 2 месеци ние учевме ајде сега што има за тоа, да ја се навратиме сега да видиме што има за тоа. И тоа е таму јас го ставам мојот облак дека во наредните 5 години ќе оди. Има примери, многу други примери од други теми, као еден од популарните примери што мислам дека им се свиѓа на публиката е играње шах. Капабланка е еден од познатите шахисти што го промовира уште од 1920 година. За да научите шах не мора да почнете со opening principles, како да се отворите, како да отворите таблата, туку почнувате да учите кај е end games, како завршува на крај, така и учите наназад. Туку учите middle game и после учите opening principles и функционира ова добро затоа што знаете кај треба да стигнете, така знаете како да ја поставите стратегијата наназад. Една од аналогиите чисто за која ќе збориме понатака да стои. Фала ти, Веца. Ја бев присутен на тоа предавање таа недела, претходната недела бевме надвор од држава на една голема конференција и Ивица е скромен, нека да збори за него, меѓутоа сите 5 дена доека бевме таму збореа сите професори од 20-30 минимум факултети збореа за таа презентација, така да мораш повеќе? Не, скип. Скип, добро. Океј, да преминеме на друга тема. Трековиќ, тоа што го забележуваме сега и поправиме ако грешам, тоа што го забележуваме сега, еве еден облог дека во наредните 5 години ќе се создаде првата компанија која ќе има вредност од 1 милиарда евра, односно ќе има ревење од 1 милиарда евра составено од еден човек, само со еден вработен. Тоа е еден многу голем бет, најверојатно нема да се случи. Меѓутоа тоа што го забележуваме е дека многу помали тимови без оние класични улоги во тимот може да се направи сериозен бизнис и гледаме тимови од 10-15 луѓе кои прават бизниси од 100 милиона евра и нагоре. Сега како да ги подготвиме младите луѓе за тој шифт и дали е само тренд кој е моментален или очекуваш да продолжи во таа насока и ако да, како да ги потикнеме младите да размислуваат во таа насока?
Добро, значи сега зборуваме малце повеќе за предприемништво, малку помалку за образование. Има нешто во предприемништво што се вика начин на размислување, на англиски се вика lean, брзо, прилагодливо размислување, како брзо да дојдете до некаков продукт кој што може да се валидира кај корисникот. Сега ако користите вакви алатки кои што треба да ви обезбедат доколку повторно ќе повторам, имате не само критичко размислување, туку имате податочна писменост, имате AI писменост, тоа значи сепак останува тоа. Тоаш можете брзо да креирате некаков продукт кој што може да се валидира. И сега клучното за да таков продукт направи добар бизнес, кој што најчесто значи да има многу корисници, пак зависи од продукт до продукт, не знам, може да продавате коли од по 100.000 евра и тоаш до 1.000.000 евра ќе дадете многу побрзо од продавање на мобилни апликации по 1 евро, така? Ама пак, ако го врземе со бројот на корисници продуктот, значи лесно ќе биде валидирањето. И мали тимови се доволни со користење на ваков тип на алатки да креираат продукти кои што може да се валидираат, да се пробаат, да се добие фидбек од тие early adaptери, од мал број на корисници. Ама како ќе се шири потребата да се прилагодат функционалностите на продуктот за да одговараат на поголем број на корисници, ќе треба продуктот, слично како е и продуктот за кој што вие зборевте, ќе треба малку да се специфицира и да се премине од така наречено lean размислување на системско размислување. Класично, кои се сите проблеми кои што ги имаме, како да ги прилагодиме и така натаму. Така да повторно, најверојатно тоа ќе предизвика и веќе се случува и во AI светот, пошто AI се продукти, сите овие продукти кои што ги користиме, веќе таму се случува шифт од нешто што се нарекува LLM, или кој што практично се сведува на статистика на стероиди, не знам. Така јас би го рекол, се сведува, а се менува кон некакво каузално размислување во последично, последователен ланец на такви статистички размислувања, и тоа може би ќе обезбеди можност да се валидираат функционалностите, комплексните функционалности на такви продукти кои што би биле кои што би обезбедиле поголем приход. Пак, од друга страна, постојат и едноставни продукти кои што пополнуваат некакво барање, кои што поради тоа имаат голем број на корисници, па може да направат пари. Така да, кога зборуваме да се појави еден продукт, тоа е прилично лесна опклада. Ама дали тоа ќе стане стандард, и многу фирми ќе има кои што ќе успеат да прават сериозни бизнеси на таков начин, тоа е веќе, да речеме, по-неизвестна кладба. Океј, благодарам. Игор, денеска имав една ситуација, Чамински, дали е во публика? Не го гледам. Дали е мојот адвокат Дејан во публика? Не е во публика, супер. Денеска подготвувавме договор со мојот колега Алекс за франшиза. И се договоривме да направиме еден експеримент. Експериментот беше да тој договор со многу добар инпут да го направиме во GPT Pro, од ChatGPT Pro, и да чекаме што ќе ни донесе адвокатот. Не е тука, меѓутоа ќе барам намалување на месечната subscription што го имам, затоа што тоа што го добивме од LLM-от, не верувам дека има адвокат во Македонија што може да го направи со таков квалитет. Тој ќе помине после тоа на ревизија кај адвокати апсолутно, меѓутоа од друга страна има едно истражување каде што тестираат доктор со LLM, само доктор и само LLM. Дали знаете, значи имаме 3 сценарија, имаме доктор, имаме само LLM и доктор со LLM. Кој дава најдобри резултати? Свесни сте? 1, 2 или 3? Трито е доктор со LLM? Не, само LLM дава најдобри резултати, чисто да знаете, Димча. Така да, Игор, што можеме да очекуваме со овие модели? Ако докторот е просечен доктор, не најдобриот доктор. Не најдобриот. Тоа е голема разлика. Океј. Ајде да поразговараме малце на таа тема, знам дека имаш одредени ставови. Да. Па не, исто во однос со твојот договор со адвокатот, нема намалувај.
Се месечната. шалев. Денешните модели најдобро ги опишуваат со еден концепт, се вика Swiss cheese. Што значи тоа? Swiss cheese нели има дупчиња во него, по тоа е карактеристичен. Да, они се екстремно добри за огромен број на работи што се може да бидат и доста комплицирани, од типот на да решат некоја задача што се појавила на математичка олимпијада или за кодирање некој сложен проблем, но на крај ќе му дадеш да спореди го 9.11 со 9.9 и ќе каже 9.11 е поголемо од 9.9. Или не знае да ги изброи бројот на буквите Р во зборот разбери. Вика дека има 8 или 2 или... Значи, постојат многу во овие системи, имам доста многу дупки, едноставни, тривијални проблеми кои што овие системи се слепи, онака не знаат дека не знаат. Затоа се уште сме во фаза да овие системи се користат како орудија, како tools, да бидат како инспирација, добар драфт, да не забораваме можеби некој edge case, некој проблем што сакаме да го решаваме, но сепак главниот ownership на продуктот што ќе се шипне, мора да биде човек, онака и да превземе одговорноста. Се уште не сме на тоа ниво, мислам да крајниот производител ќе го даде некој ваков систем да сме 100% сигурни дека е тоа правото решение. Значи, јас на друга, например, на оваа тема би сакал да напоменам, што некако не се збори, и пак ќе се вратам историски. Значи, овие LLM системи се еден вид на нов медиум. Значи, со вакво нешто ние до сега не сме се сретнале. Исто вака, се случувала истата работа и во минатото. Се појавила некоја нова технологија, некој нов медиум. Например, од книги која сме скокнале на радио прво, па од радио на телевизија, па од телевизија на интернет, па да речеме сега стигаме до вакви некои LLM интелигентни системи. И што е некако како заедничко, како приеска што ги правевме споредбите со моторот, електричниот мотор, компјутер, па LLM, е дека кога се скока од една на друга технологија, најчесто корисниците почнуваат таа нова технологија да ја користат на ист начин како што било претходното. Значи, не ги согледуваат толку лесно или треба време за да се видат кои се оние нови начини на користење на овој медиум. Например, кој испаднала телевизијата, ја користеле на потполно ист како радио. Значи, камера, ставаш на кај човек што збори и го гледаш збори. Мислам, нема ништо вау, некоја продукција, некои нови, нешто да долови што не може радиото да го долови. Или па исто која се иначе се смета дека погребот на JFK е првата најдобра продукција по која што настанало свич, онака на како што може да се долови со телевизија, а не може со радио. Некои експерти од комуникација го сметаат тоа, не дека некој објективно можеш да го измериш тоа. И исто и со интернет, онака, на почеток се користело, да речеме, како кабловска телевизија. Идеш на некакви сајтови, гледаш некакви информации, демек ти одлучуваш. Например, на почеток кога имало помал број на сајтови, не е тоа нешто многу поразлично од тоа да имаш, например, 200 канали, онака. Бумот настанува на употреба на интернет со социјалните мрежи, кога ќе почнеш да имаш интерактивност. Со Web 2.0 или кога имаш некакви интеракции, не е само онака пасивно да ги примаш работите. И сега, например, со LLM-иве, некако ние ги користиме како search engine. Знаеш, кој ти прашаш како, па ја него користам Google, онака како више, како идам онака и си прашувам таму и тој неш ми кажува. Но тоа не е главното нешто што може да ти го даде LLM-от. Или, например, порано го имавме Stack Overflow. Горе-доле, скоро секој проблем за програмирање, нешто не ти работи, некој драйвер или некоја функција, напиши, таму ќе го најдеш. Сега ти го кажува LLM-от тоа, ама немаш нешто ептен, некој advantage.
Овдека, например, што може, например, овдека да се користи е онаа особина што можат овие системи да прават доста абстракција и аналогија, односно трансфер на знаење од еден домен во друг домен. Или, например, можеме теоретски некако да прашаме како некој умрен човек врз база на целиот негов опус Толстој, например, да му ги земеш сите дела што ги направил и да го прашаш Толстој што ви кажал за војна со Украина и Русија. Може би ќе добиеш нешто интересно што ќе ти помогне у моментот. Такво нешто поранешниот интернет не може да ти го даде тоа. Да ти изгенерира некаков нов поглед на нештата, или да симулираш некакви симулации. Што би се случило ако ова и ова, ако вака и така, и да го искористиш тој систем што сите тие негови потенцијали за резонирање, да прави работи што претходната технологија не можела да ги направи. Значи, едукацијата, да речеме, би ја терал поише и натаму, да се осознаат оние нови работи што може да ги прават овие системи, што старо, да не го користиме чат GPT за прашање таму, некој што ќе истроши толку струја, таму што викаат едно фудбалско игралиште, онака за 2+2 што си напишал да ти одговори, него да биде стварно покорисно. Да, апсолутно се согласувам и обично во исто така историјски, ако се навратиш, обично нова технологија почнува да се користи вака во фази. Првин за едноставните работи, во случајот да речеме тоа што го гледаме за вештачка интелигенција, дека прво се користи за ова вие што го кажувате, за да направиме обичен ресерч на интернет, и сличното сме можеле да го направиме на Google. После тоа се користи од компаниите за автоматизирање процеси, за зголемување на продуктивност, и после наредна фаза за нови бизнис модели, за нови бизнис можности, нови услуги, сервиси и така натаму. Така да би можеле ние да направиме, да размислуваме во насока да скокнеме некои од овие чекори, да експериментираме со некои од другите работи. Вица, да имаш нешто да додадеш? Го размислувам на друго, збореше Игор, се користи ствари за работи што ги знаеме до сега, пак се надврзува на тоа Огнен што збореше за страв што го имаат луѓето, страв од непознато. Го користиме за работи што ги знаеме како функционираат, само ги офлоудираме нешто друго. И тука се поврзува пак се overview на тоа што го збореше Владо преска. Фирми отпуштаат еден тон програмери, софтверски инженери, затоа што виделе дека тоа што го правеле тие минативе 10 години, сега можеби може да го направи некоја вештачка интелигенција. Меѓутоа сега веќе има еден шифт. Ања збореше за тоа. Динамички веб страни, персонализирано таргетирање на реклами, веќе се зголемуваат апетитите на луѓето, на менаџерите, на бизнисмените, ако сакате, се зголемуваат апетитите за тоа што може да се постигне со вештачка интелигенција. И ја очекувам во наредниве години да се смениме од таа сега моментално викаме дека IT е во надолна линија. Очекувам многу брзо да се смени повторно IT да дојде во нагорна линија, само заради зголемени апетити на компаниите, на decision makерите во државите во светот. И зошто мислам дека преска спомнав тоа, не си ја добрашев мислата, зошто мислам дека образовните институции како Брейнстер и останалите се многу добро позиционирани овде и е вин-вин ситуација, ако може да споделаме на приказна, така? Имаме време. Да, тоа е вака, ќе прекинеме со прашање, уште нивица приказната и после ако има некој да додаде, меѓутоа тука ќе завршиме, после тоа ќе идеме на пауза да не продолжуваме, освен ако нема некој прашање од публика. Сака некој да постави некој прашање од публика? Океј. Добро, значи Ивица со тебе ќе завршиме, да, повели. Story time. Океј, многу ја сакам приказнава затоа што многу ми резонираше со тоа што се случува денеска. Приказнава 1920 година, некаде после Прва светска војна. Британска компанија за продавање на патики сака да се интернационализира. Сака да продава патики на секаде из Европа и светот. И праќа селсменс, продавачи на секаде из Европа, да опипаат каков е пазарот. Двајца од нив им се повеќе да патуваат во Африка, да го испитаат афричкиот континент, како е таму за продавање патики. Ги качуваат на бројот, одат во Африка, се враќаат назад после месец дена маркет ресерч и одат еден по еден кај газдата, кај CEO-то. Првиот влага и му вика: газда, жал ми е, лоши вести, нема надеж, никој не носи патики, вика, во Африка.
Утре доаѓа другиот продавач и влага кај газдава целиот возбуден, вика газда одлични вести, никој не носи патики у Африка, вика ќе се истуриме од продавање. Исто, да, тоа е приказна. Тоа е приказна, исто го мислам сега за вештачка интелигенција, дека не смееме да го гледаме како никој не ја разбира, генерално многу малку луѓе разбираат што може да направиме сега. Ние овде генерално збориме за работи што ги знаеме моментално и како нив да ги автоматизираме, како нив да ги подобриме. Меѓутоа има incredible opportunity тука, огромни можности за напредок и за автоматизација и за менување на процесите како што ги знаеме, и заради тоа мислам дека образовните институции особено мора тука да понудат поддршка, да понудат продукти, да понудат луѓе да се спремат за тој бранш што ни доаѓа. Од друга страна пак тоа е многу голема win-win ситуација. Видете, тоа е opportunity за патикиве што никој не ги носи во Африка, тоа е win-win opportunity и за образовните институции, а тоа што ќе профитираат на некој начин, и за самата публика, за самите луѓе што продаваат, затоа што за самите луѓе што носат патики, затоа што имаат компетитивна предност пред останативе. Од друга страна е голема одговорност за секоја институција што ќе го прави ова, затоа што не смееме на луѓето да им продаваме, не смееме на луѓето да им нудиме, не да им продаваме, не смееме да помислиме да нудиме работи што се outdated, затоа што многу брзо се менуваат. Тоа сите се сложивме, ако можеме да заклучиме академска, тоа сите се сложивме дека многу брзо се менуваат стварите од денеска за утре, од месец за месец, од година за година. Мора многу близко да го следиме пазарот, што се дешава, како се дешава, многу брзо да ги адаптираме, да ги менуваме програмите и да им нудиме на луѓето модерни. Ето само тука сакам да се надоврзам. Фала ти, Вица, за приказната ми ја раскажа пред некој ден. Значи, вака, една од работите на која треба да внимаваме е дека моделот на образование треба да се претвори од пуш. Ние на факултет знаеме све што треба и вакви студенти вас ви требаат, вакви таленти да ви ги буткаме на кај индустријата. Треба да се смени обрат, односно пул методологија, индустријата да влече, индустријата да ни даде информации за кои се тие програми, кои се технологии кои треба да се изучуваат, ние тие да ги претвориме во програми и такви таленти да создадеме, бидејќи треба да го гледаме како supply and demand. Единствената индустрија каде што supply and demand е обратно позиционирана, моментално е образование. Нема ни една друга компанија, нема да рече Nike во Индонезија, нема Индонезија да му каже на Nike вакви патики ве требаат. Не, Nike ќе каже на Индонезија, на фабриките во Индонезија точно какви патики потребно да се произведат. Затоа треба образованието да го смени тој на пул методологија на образование. И втора работа е во секој ваков иновацијски циклус историски, ако се вратиме, нормално е, ние сме буквално во early adopter сега моментално, се согласивме сите за ова. Така, нормално е се уште компаниите и луѓето околу нас да не ги гледаат можностите како може да се користи оваа технологија, да се користи најбазично што може. Меѓутоа, доброто па друга страна кај оваа иновација, кај вештачка интелигенција, дека е многу дури и обично користење на вештачка интелигенција е многу лесно за користење, така да адаптацијата би требало да биде многу полесна. Така да тука би го прекинал овој панел и освен ако не сакате да додадете, извинете, да. Огнен, Ања Трајковиќ, повелете. Ја само накратко сакам да кажам, се сложувам со тоа што беше кажано и од Ивица, ама тие патеки што ќе се продаваат во Африка, зашто постојат големи можности, нема да бидат баш истите како патиките во Англија. Не треба да бидат отпорни на дожд, треба да бидат да се носат во на многу топло време и така натаму. Што сакам со тоа, ако правиме аналогија, да, ќе се бараат повторни инженери, повторно ќе требаат многу инженери, многу IT инженери, ама нивниот скилсет, како што рече Ања, ќе биде различен, како што кажав на почеток, ќе мора да биде надополнет. Тие ќе мора да бидат комбинација од програмери, може би дури и помалку програмери, ама ќе мора да разберат архитектурата на системот, кај системот треба да работи, кај се грешките кои што ги добиле од некој автоматски генериран код, така натаму. Да, ќе има шанси, ама патиките нема да бидат баш истите патики. Апсолутно согласен. Повели Игор, Огнен, Ања и тука полека да затвориме. Игор, повели. Да, и сакам само да доловам дека во однос за оваа автоматизација работни места, да не заборавиме дека
Први кој што, да речеме, најмногу може да ги погоди и се гледа дека ги погаѓа, се тоа што се очекуваше најмалце програмерите или математичари, или све што е врз база, што работи екзактно врз база на логика. А тоа е затоа што тоа е најдобриот домеин на кој што машиниве можат да нас газат. Затоа што доста се експлицитни проблемите. Имаш таск, кој што се бара решение со дадени спецификации, и го генерираш некаков пристап, некакво решение и решението може да се тестира дали е точно или не. Например, во математика дали си ја докажал теоремата или не, код, например, за дали ги проаѓа одредени тестови, юнит тестови или какви да се тестови некакви. Значи, колку е поекзактна науката, толку активноста на човекот полесно ќе биде абсорбиран од машината и побрзо ќе се случи. Колку е по нешто неодредено, абстрактно, субјективно, unverified се вика како стручен термин, како креативно пишување. Например, ако му даеш ти на LLM тест прашање, кажи ми некој смешен вид за пеликани, он ќе ти дае некаков, ама како ќе го оцениш онак. И сега пристапот они таму како го решаваат овој проблем е да, окей, ќе им даеме на 1000 луѓе да оценат 5000 вицови за пеликани и врз основа на оценките ќе направат некаков трет како LLM модел што ќе пробува да го симулира вкусот на луѓето. И после врз база на тоа пуштаат reinforcement learning да најде максимум врз тој модел. Но тој модел им исто е таков како го викаат тоа Swiss cheese, има такви дупки и може многу лесно да забега у некаква состојба каде што на некој тривиален едноставен проблем напиши ми есеј од 5 реченици за есента у Берлин, да истреска такви глупости што немаат врска со Берлин, ниту за пролет, и да се чудиш онака што те снашло, но тоа е максимумот што го дал тој модел за тој проблем. И затоа е многу тешко да се постигне толку драматичен развој во овие системи на проблематики кои што не се експлицитни. Затоа и од O3, ако видовте, ги пуштија O3 mini, O3 high, што се very good in coding and logic and math. Зашто е тоа? Тоа е поради таа причина. Затоа што лесно можат reinforcement learning да пуштат, да се оптимизираат системите за формални проблеми, но за овие другите малце ќе почекаме. Конечно решение, се согласувам тука. Огнен, дали сакаш нешто да надополниш? Би сакал да збогатам со информации публиката, бидејќи доаѓам од сфера на податоци на информации. Неколку истражувања кои што ги најдов во последниот период. Првото е од Brookings Institution. Повеќе од 60% од работниците моментално кои што се и нивните работни позиции се нови од 1940 година. Ајде, тоа е една очекувано. Но над 40% од испитаниците во Америка, тоа е анализа која е направена од IBM, веќе користат AI компаниите. А останатите 43-4% во следните 12 месеци значи се во фаза, да речем, на тестирање во тој момент и ќе ги имплементираат AI туловите во нивното работење. Оние работни позиции кои што јас сметам дека најмногу ќе се сменат, а таква и анализата на McKinsey, например, 60-70% од задачите што ги извршуваат луѓето во администрација, финанси, дата анализа, ќе бидат заменети комотно, а веќе и ако не се веќе заменети во поголеми компании. Така да она што па од друга страна и го потврдува и мојот став, тоа е на Светскиот економски форум минатата година, аналитичката вештина е она која што ќе биде најбарана во следните 2 до 3 години. Ништо друго, освен број 1 аналитичка вештина, ке секој иден кандидат кој што ќе се вработува на било каква позиција. Од продажба, па да не ги редам сега сите останати позиции, но во суштина не може некој да не го познава аналитичкото, да не ги познава аналитичките вештини, да сака да напредува и да чита информации и да знае како треба да успее понатаму повеќе.
Да, ако треба јас да се надополнам за крај, еве за маркетинг и за кои вештини или кои професии во маркетинг ќе бидат понатаму барани или како ќе се менува, би рекла дека мислам дека ако се намали побарувачката за програмери, очекуваме сега да се зголеми, кај маркетинг е малку обратна ситуација, доста се бараат сега маркетери, меѓутоа маркетери кои што имаат поинаков скилсет, што се технолошки писмени, што нели, кои што спомнавме, имаат барем основа на разбирање на анализа на податоци, меѓутоа онај Игор што го спомена, мислам дека многу ќе биде важно да научиме да ги користиме AI алатките, да научиме кои софтверски нели решенија се соодветни за користење за нашата компанија, ние како маркетери, понатаму да знаеме како да ги поврземе, да знаеме како да ги учиме, храниме со податоци кои што ќе соодветствуваат со бизнис целите на компанијата, со маркетингот на компанијата и на тој начин на вистина ќе ни помагаат, ќе ни бидат корисни и исто така она кое што го спомнавме да научиме добро да оптимизираме промптови за различни AI алатки, заради тоа што на вистина излезните резултати можат да ни помагаат, така што да, тоа за крај би сакала да го споменам дека во маркетинг особено ќе биде важно да научиме AI. За крај само еден факт. Кој од вас знае што се SaaS продукти? Претпоставам скоро сите, така SaaS продукти. Знаете ли колку SaaS продукти се има произведено во претходните 30 години? Отприлика 30.000 активни SaaS продукти имаме во 30 години. Дали знаете колку AI продукти има во првото тромесечие од годинава? 30.000, исто толкав број за неколку месеци, споредено со 30 години наназад. Проверете го овој податок. Ајде молам еден аплауз за луѓето тука. Дечки, фала ви многу. Јана, повели. Здраво. Ме слушате добро? Да, окей, супер. Здраво на сите, веќе Јана ме представи, но ќе се повторам, јас сум Мија, сум дел од тимот на Brainstar како Program Operations and Development Specialist и имав прилика во последните 3 месеци да го водам проектот за денешната презентација. Станува збор за Универзум, односно првиот AI тутор по математика креиран од студенти на Brainstar Next College и алумни студенти од Brainstar академиите. Ќе навлезам малку подетално во самата презентација и заедно со Ангела ќе направиме и демонстрација на платформата на некои од главните функционалности што може да очекувате при нејзино користење. Но пред да преминам на тоа, сакам малку подлабоко да објаснам од каде дојде инспирацијата и поттикот да изградиме ваква платформа. Имаме привилегија, ќе ја наречам, да секојдневно сме во контакт со студенти од секаква возраст, од секаква позадина и со различни цели од студирањето, дали станува збор за нашите студенти на Brainstar академиите, дали станува збор за нашите студенти од Brainstar Next College или студентите, односно средношколците од ENU академијата за средношколци. Имаме на прва рака увидено и доживеано и осетено колку е битна добрата, квалитетна и стабилна подлога, академска подлога за иден кариерен успех кај секој еден студент. И за нас навистина болна тема во последниве 2 години, многу често ја зборуваме на секаков тип на состаноци и секој пат кога споделуваме идеи, писа истражувањето од последен пат спроведено во 2022 година во Македонија, каде што од 81 држава рангираме на вистина многу ниско во 3 клучни академски основни метрики, да речам. Имено станува збор за од 81 држава ние рангираме на 71 место по јазична писменост, на 61 место по математика и на 68 место по природните науки. Тоа не става никдека најдолу во листата од 81 учеснички држави во ова истражување. Релевантно на ова е и Two Sigma проблемот, кој што во 1984 година го има истакнато Бенџамин Блум. За некои од работите сосем случајно ќе се
повторам со дел од говорниците вечерва, но мислам дека е доста интересно и релевантно што Бенџамин Блум го спомнуваме 2 пати во една вечер, особено затоа што он го има истакнат овој проблем пред скоро веќе 40 години. Станува збор за проблем кој изјаснува дека секој еден ученик ќе перформира за две стандардни девијации подобро од ученик, извинете, ќе се повторам, дека секој еден ученик кој ќе добие туторство 1 на 1 ќе перформира за 2 стандардни девијации подобро од било кој ученик кој што ќе посетува традиционално, стандардно, класрум, училишно, групно предавање. Тоа се патем 98% раст во перформансот на студент кој што добил one-on-one туторство споредба со студент кој што добил групно менторирање и предавање. Има неколку причини зашто ова е многу тешко да се реализира. Број 1 е многу очигледно, е екстремно скапо да се реализира, затоа што тоа би значило дека за секој еден ученик би требало да има еден предавач, односно за 68.000 средношколци во нашата држава треба да има 68.000 наставници. Тоа е нереалистично. Втора причина би било дека сите просветни работници би требало да можат еднакво и доволно време да посветуваат на секој свој ученик, што повторно во групен сетинг е нереалистично да се очекува. И трето, најчесто кога не можеме на овие две начини да ги решиме проблемите, се наслонуваме на технологија. Но досега технологијата не беше доволно напредна да одговори на овие предизвици, но со причина кажувам не беше, затоа што сега со вештачката интелигенција можеме и најдовме начин преку универзум да ги адресираме овие предизвици и истовремено да имплементираме начини како да го помогнеме образованието. Првиот е адаптивен систем за учење, односно универзум како платформа е истренирана со сите наставни програми за средно образование, од гимназиско до стручно, за секое подрачје, дали станува збор за природно-математичко, дали станува збор за општествено или јазично подрачје, дали станува збор за било кој од стручните наставни програми кои што се посетуваат во нашата држава. Универзум е истрениран врз основа на овие наставни планови и секој еден корисник при регистрација на платформата остава доволно податоци за да може платформата постепено да се адаптира и прилагодува на тоа што тој го посетува во училиште, но исто така и на неговиот личен прогрес. Тој на 5 главни домени, меѓу кои основи по математика, аритметика, алгебра, геометрија и тригонометрија, го мери неговиот прогрес континуирано и според тоа се адаптира и прилагодува на неговите потреби, на неговите слаби и секако јаки страни. Другото и можеби најбитното и она што е најиновативно за универзум е тоа што универзум представува интелигентен туторинг систем, што представува повеќе моделен протокол кој што ние го интегрираме позадински. Значи, сакам да спомнам уште од почеток дека не станува збор за нов модел, за нов LLM кој што ние го интегрираме тука, туку напротив ги користиме големите и стабилните и квалитетните модели, како што е GPT 4.0, Claude Sonnet 3.7, 2.0 Flash на Gemini од Google и Mistral Large се интегрирани во нешто што ние го нарековме Brainstar 1.0 Brainstar интелигенција. Односно, секој пат кога корисниците ја користат нашата платформа, го повикуваат овој повеќе моделен протокол на меѓусебен дуел или предизвик за тоа каде што тие ги земаат сите информации кои што ги имаат за конкретниот проблем, за конкретната задача што треба да се адресира и практично влегуваат во еден двобој каде што разменуваат податоци од различни перспективи, се додека не се согласат дека тоа е најдобриот начин на кој што може да се реши таа задача, тоа е најправилната постапка и решението кое што го имаат на крај е најточното возможно што може да биде. Во случај дури само еден од моделите да не се согласи, ние го известуваме корисникот дека оваа задача нема решение и продолжуваме понатаму со следните можеби задачи и следните предизвици. Со ова
практично го елиминираме ризикот за било какви халуцинации на вештачката интелигенција или пак проблеми во точноста на самите информации кои што корисникот ги добива при користење на платформата. И последно, ќе сакам да спомнам дека интегриравме систем за геймификација на платформата, каде што земавме инспирација од Elo рейтинг системот кој што се користи во шах и така направивме да биде малку по-компетитивно и предизвикувачко за самите средношколци при користење на оваа платформа. Тие за секое едно од 5 претходно области кои што ги спомнав, основи на математика, аритметика, алгебра, тригонометрија и геометрија, добиваат еден базичен рейтинг, како што би било исто така и во шах, и во зависност од тоа како решаваат одредена задача, секако во зависност од незината точност, од незината тежина и точноста на начинот на кој што ја имаат решено, тие можат да освојуваат, односно да губат поени во процесот на играње. Ќе објаснам подоцна малку повеќе како можат да ги освојуваат тие поени. Направивме тука еден интересен approach, искористивме слично како што се користи во шах, доколку корисникот погрешно реши многу лесна задача, ќе изгуби многу поени во споредба со тоа да, например, погоди или точно одговори многу тешка задача, би добил многу поени, а би изгубил многу малку. Така да, исто како во шах, да се надпреваруваш со Магнус Карлсен и го победиш, нормално ќе освоиш многу поени, ако го изгубиш, едноставно. Тоа е тоа. Така да, сега ќе започнеме со една мала демонстрација, но пред да преминам на тоа, сакам да кажам дека нашата главна цел со Универзум е да ги поттикнеме младите да инвестираат повеќе време во изучување на математика, затоа што развивање на математичка компетенција може да го гарантира нивниот иден успех и кариерно, и академски, и на секој можен начин може едноставно да им помогне да остварат поголеми и подобри резултати. Така да, затоа и ја изградивме оваа платформа, ја изградивме заедно со нашите студенти, професори и ментори, ја направивме да биде 100% бесплатна за секогаш и достапна 24/7. Така да, тоа е генерално позадината. Подоцна, ако има некои прашања, може да се сретнеме во холот и да поразговараме малку повеќе околу концептот на Универзум. Ќе не започнеме со мала демонстрација. Верувам дека овој интерфејс ви е релативно познат. Не сакавме да направиме нешто што премногу се разликува од тоа на кое што сме веќе научени во овие 2 години кога користиме некои од познатите LLMs, така да кога корисникот ќе се приклучи на платформата, првото нешто што го гледа е нашиот тутор, каде што може преку различни начини да постави одредено прашање. Тоа може да биде теоретско прашање, како тоа што сега го направи Ангела, и да причека одговор назад од туторот. Може да постави задача, таа може да ја напише текстуално, ќе може да прикачи и слика, што за кратко ќе ни го покаже исто така Ангела, и ќе може да користи математичка тастатура. Кога прикачува слика, не прашува самиот модел да ја потврдиме точноста, но имаме и математичка тастатура за да можеме да ја дополнително ревидираме или итерираме ако има некоја формула или равенка. Тоа што Ангела моментално го направи, го активираше Brainster интелигенција копчето, што се повикува во суштина на повеќе моделскиот протокол, кој што може да го користи корисникот, но може да не го користи во случај да избере нешто побрзо да добие. Како што може да видите, му треба малку време и ќе треба да ги размисли, да направи неколку евалуации на задачата и отпосле ќе ни даде конкретен резултат. Додека го чекаме тоа, сакам да споделам две многу битни успеси за нас кога станува збор за Универзум. Едното е дека успеавме да постигнеме точност на транскрипција на ракопис од 99%, што е премногу во споредба со веќе големите и познати модели кои што варираат помеѓу 90, 91, 93. Не успеавме да изброиме точност поголема од 95% при транскрипција
транскрипција на ракопис, така да бидејќи оваа платформа ќе може да се користи и на мобилен телефон, корисниците ќе можат од лист, домашна задача, од табла да сликаат задача и да испратат на платформата и точна транскрипција на нивниот ракопис да добиат, така да би била многу лесна за користење. Мислам дека го добивме резултатот назад. Како што може да видите, во случај да сака корисникот самостојно да ја решава задачата, може да избере да не ги види сите чекори, туку да го види само првиот и постепено да ги гледа следните се додека не стигне до крајното решение всушност и последниот чекор. Така да има многу намени овој тутор и е неструктуриран и корисникот ќе може да го користи за сите потреби математички кои што би ги имал. Втората функционалност во менито која што можеме да избереме е вежбај. Тука сакам да спомнам, кажав, два големи успеси, ова е вториот успех за нас. Успеавме да воспоставиме неограничен каталог на математички задачи кои што позадински се вклучени во самиот универзум, тие варираат од секаква тежина и област. И корисникот кога ќе избере тука било која од овие област добива од тој каталог на задачи. Зашто го кажувам ова како успех е неограничен. Корисниците за секогаш ќе имаат задачи од кои што ќе можат да вежбаат и тие ќе можат да се прилагодуваат и итерираат според нивните потреби. И сите задачи кои што се јавуваат на овој дел од платформата се евалуирани од нашиот протокол за брейнстор интелигенција, така да не постои начин да добијат задача на која што нема реалистично решение или задачата е грешна и слично. Така да откако ќе селектираме конкретна област, ќе ни даде еден ваков како вежбанка, ќе ја наречам, каде што до бесконечно корисникот може да вежба задача по задача. По испраќање на одговорот, универзум му кажува дали точно го одговорил прашањето и да му ја покаже целосната постапка на решавање. Во случај да избере некоја друга задача, сега конкретната се погоди на заокружување, но може да се погоди задача каде што корисникот треба да реши една целосна задача. Во случај да го испрати само решението, универзум ќе му каже точно не ти е точно, еве во купоени ќе добиеш и ќе му ја излиста целосната постапка. Но во случај да прикачи на лист хартија или на документ како одлучил да ја реши и која постапка ја следел, универзум ќе му даде фидбек за неговиот начин на решавање на математичката задача. Ќе му даде предлози за подобрување, ќе му ги потенцира јаките и слабите страни, ќе му каже можеби нешто да обрне повеќе внимание во иднина. Така да тука корисникот може да се врати да избере област, да оди на следна задача и така да собира поени. Во менито имаме третата главна функционалност, која што е тестирај се. Корисникот тука може да избере помеѓу времетраење од 20 до 180 минути, каде што откако ќе го избере конкретното времетраење, ќе го однесе на еден тест. Откако ќе го реши тестот, ќе го добие тој сумарен фидбек на кој што ќе се навратиме за кратко. И еве тука имаме еден решен тест каде што Ангела испратила на лист хартија како ја решила задачата, тоест ракописот се транскрибирал, добила фидбек назад и добила поени за оваа задача. Тоа што е специфично за тестирај се е дека корисниците може да добијат дупло повеќе поени од тоа што би добиле во вежбај, но не може да ги гледаат чекорите на решавање и да ја гледаат целата постапка, така да higher stakes, но поголем reward. Така да откако ќе ги одговори сите прашања, на крајот на самиот тест ќе добие еден ваков сумарен фидбек за целосниот тест, како исперформирал конкретниот корисник со насоки за можеби понатамошно подобрување и ќе може на секоја од задачите да селектира и да се наврати на конкретната задача за да го види конкретниот специфичен фидбек за конкретното решение. Така да тоа е во однос на третата функционалност. Дополнително на платформата имаме и ранг листа, каде што сите корисници од државата кои што ќе го користат универзум, ќе се рангираат тука, сигурно ќе имаме некои првенци што ќе бидат нашиот Магнус Карлсен. Потоа
подоле имаме историја, каде што секој корисник ќе може да се навраќа на претходните разговори кои што ги имал со туторот, претходни вежби кои што ги решавал и претходни тестови кои што ги решавал. И дополнително може да пристапи на сопствениот профил, каде што не знам, ако одлучи како јас да смени смер во последен момент, ќе може тука да го промени и исто така ќе може да отиде на својот профил, да си го види сопствениот рейтинг и моменталната позиција на ранг листата. Како последно нешто што сакам да го спомнам е што е тоа што сакам да најавам дека може да го очекувате од Универзум во иднина. Сакаме до крајот на 2025 година да го донесеме Универзум до сите средношколци во Македонија. Во следната година ќе работиме на тоа да ги донесеме сите предмети од основното и средното образование, да го прошириме Универзумот и да однесеме оваа алатка во Бирото за развој на образование и Министерството за образование со цел да го одобриме како официјална дидактичка алатка. Ви благодарам на сите за вниманието. Но пред се најмногу сакам да се заблагодарам на тимот, на нашите студенти, на нашите професори кои што навистина одлично си работеа работата последниве 3 месеци. Се најдовме во ситуација каде што решававме предизвик на кој што не ги знаевме следните чекори, предизвик што на нас не ни беше јасен и мислам дека завршивме доста солидна работа. И се извинувам дека имав малку трема, се надевам дека уживавте во презентацијата и ако имате некои прашања, достапна сум ви после денешниот настан. Ви благодарам премногу. Ти благодарам Мија и ние ти се заблагодаруваме на тебе бидејќи стварно одлично го водеше целиот тим кој што работеше на Универзум. Дечки, еден аплауз огромен за Мија. Полека стигнуваме и до последниот дел од овој настан. Како што ви ветивме за крај, ви должиме лансирање на 2 нови продукти од Brainstar и за тоа по трет пат ќе го најавам Петар да излезе на сцена и да ви ги представи. Ќе бидам овој пат многу краток. Прво честитки уште еднашка за успехот на студентите и професорите. Ако ќе се навратам уште една секунда на продуктот, ако зборуваме за типови на проблеми, постојат 3 типа на проблеми: едноставни, комплицирани и комплексни. Дозволете ми само малце, ќе ви направам поента на крај. Едноставни проблеми за решавање се оние решавања кои буквално можеш да ги одговориш да, не, едно, друго, многу едноставно, не ти треба многу размислување. Комплицирани типови на проблеми се проблеми кои можеби некогаш ќе ти одземат недела дена, можеби една година, меѓутоа имаш познат број на unknowns и тие unknowns ќе треба само да ги провериш и има case study, предходно best practices, предходно, и ако ги следиш тие best practices ќе го решиш проблемот. До сега во животот јас сум работел само на едноставни и на комплицирани проекти. Меѓутоа, комплексни проекти се теоретски до сега сум го знал. Од теоријата вика, имаш unknown број на unknowns, непознат број на непознати, не знаеш точно кои ти се непознатите. За прв пат во живот, после 20 години кариера, се соочувам со, за жал не директно, бидејќи бев само као посматрач, меѓутоа поважно е дека нашите студенти, нашите колеги се соочија во многу рана фаза од нивниот развој да работат на комплексен проблем, каде што имаш непознат број на непознати и не си сигурен, додека стигнеш до крај не си сигурен како ќе го решиш, бидејќи немаш best practices, не можеш да отидеш и да прочиташ како е решен ваков проблем претходно. Така да, чисто, дечки, уште еднашка честитки. Фала ти што ми дозволивте да бидам барем
од време на време на состаноци со вас, така да нула заслуга за овој продукт од моја страна. Океј, за да не ви одземам многу време, лансираме два продукти. Двата продукти се поврзани со AI, сите други академии ги адаптиравме со AI, меѓутоа лансираме два нови продукти. Едниот е програмирање во AI, за тој нема да ви трошам време, може на страната да си го преверите. Меѓутоа за оној продукт кој сакам малце повеќе да позборуваме, практична AI академија. Практична AI академија е малку поинаков продукт од сите до сега што сме ги имале поради неколку причини. Значи идејата со практична AI академија да можеш на крај на академијата после 6 месеци да изработиш продукт како универзум, и ова ни беше тест за да видиме кои технологии, кои алатки треба да ги користиме за време на академијата. Трае 6 месеци. Интересното е дека се работи на 4 проекти за време на академијата во првите 5 месеци. На страната можете малку повеќе детали да видите за типот на проекти и алатките кои се користат, меѓутоа интересното нешто се случува тука. Петиот месец се дели академијата на две траки. Едната трака е за луѓе кои одлучуваат да како и со претходните академии, луѓе кои одлучуваат да користат алатки за да може да придонесат на компании, значи да станат AI имплементатори, AI програмери, AI дизајнери и така натаму. Меѓутоа, другава трака е тоа што ви кажав дека можеби сгрешивме во 2015 година што не правевме активности за потикнеме предприемништво. Другата трака е токму за предприемачите, односно кога стигнеме петиот месец, едните луѓе продолжуваат да работат на проекти за компании, меѓутоа другиве луѓе од другата трака горе работи на сопствен продукт, го развива месец дена, и најдобриот продукт од група ќе добие инвестиција од 10.000 евра од нас. Значи на секоја група ќе имаме по една инвестиција од 10.000 евра. Чисто знаете, тие 10.000 евра не се поклон, нема да им ги дадеме за џабе на студентите, туку ќе ги дадеме за процент еквити од компанијата која ќе развива. Значи даваме 10.000 евра за помеѓу 5 и 10% еквити од секоја група по една таква инвестиција. Така да тоа на кратко, и едната и другата програма ни се по некоја промотивна цена за првите групи можете повеќе да откриете на страната. Не би сакал повеќе време да ви одземам, уште еднаш ве молам аплауз за тимот кој работеше на универзум. И тоа е тоа, се гледаме во некоја наредна прилика. Убава вечер имате. Да, уште еднаш и од мене благодарам што присуствувавте и што бевте дел од овој настан со нас. Ни следи неформална дружба кај нашите партнери Бистро Комедија заедно со Смиджин, така да следете не и за следниот од креативност до кариера. Фала ви многу.